Стравична и жална е гледката што зад себе ја остави силниот пожар кој избувна вчера околу 13 часот и 30 минути на Тројачкиот каменолом и кој според првичните проценки опфатил површина од околу 400 хектари, главно нискостеблеста шума на тешко пристапен терен. Пожарот е ставен под контрола во раните утрински часови, по безмалку 12 часовна борба со огнената стихија. Меѓутоа, пасивните жаришта се уште се многубројни, па ветрот кој постојано дува на Плетвар брзо ги разгорува, како што беше и случајот со едно од нив кое буквално пламна пред нашите очи. Синоќешниот пожар, кој предизвика невиден застој во сообраќајот на патот Прилеп-Градско, создавајќи километарски колони од возила, кои на превоот Плетвар останаа заглавени до 10 часа и буквално ја парализираше половина Македонија. Од Општинскиот кризен штаб, кој заседаваше утринава, се правдаат дека тие како тело биле навремено координирани и организирани, но заради обемот на огнената стихија и во интерес на безбедноста на граѓаните, последиците биле такви какви што според нив морало да бидат. Вчера имавме на 5 места, големи шумски пожари. Проблемот беше затоа што се случија малте не во разлика од 2 сати, да не речам наеднаш. Најголем проблем беше регионалниот пат, Градско Прилеп, каде што мораше да биде запрен сообраќајот заради доброто на самите граѓани да не се дојде до поголеми катастрофи. Другите пожари во Прилепскиот регион моментално се локализирани, некои се изгаснати, меѓутоа мора да се држат под контрола ради временските неприлики, тоест силен ветар и многу сува трева, што може да се случи, повторно да се препали пожарот, стручно кажано, да се активира. Единиците на противпожарната заштита од нашиот град беа на високо ниво со својата работа, успеа да го изгаснат пожарот, посебно каде што се очекуваше да помине од едната на другата страна на коловозот на магистралниот пат Прилеп-Росоман, и околу 22 часот и 30 минути до 23 беше саниран целиот тој пожар и околу 20 часот беше пуштен во сообраќај во двата правци. Инаку во Прилепскиот регион гори веќе 10 дена, така што и во моментов активни пожари има на неколку локации, од кои покритични се овој на Плетвар, потоа кај селото Лопатица, како и тој кај село Зрзе. Екипи од територијалната противпожарна единица, од шумското стопанство и од Општинскиот кризен штаб постојано се на терен и стражарат над згариштата. Сомневањата за истовременото настанување на повеќето пожари на различни локации и овој пат се лоцираат во човечкиот фактор. Во гаснењето на синоќешниот пожар, на прилепските пожарникари на помош им притекнали и колегите од Битола, Кавадарци и Крушево. Авионска поддршка не била побарана.